Саботно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Започнуваме со најавените содржини. Возачот Тетово повредил полицаец при обид за сообраќајна контрола. Полицијата во Тетово бележи чести повреди кај пешаци од страна на невнимателни возачи. 35-годишен тетовец со својот автомобил вчера повредил полицаец кој правил обид да го запре за контрола на булеварот Маршал Тито. Полицаецот добил лекарска помош во Тетовската болница, а подоцна и возачот е најден и приведен. Невнимателноста на возачите и недавањето предност на пешаците е главната причина за чести сообраќајки. Дури 21 пешак се повредени во текот на април и првите 10 дена од мај, или речиси по еден на секој втор ден. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно апелира до возачите задолжително да ги пропуштаат, односно да им даваат првенство на пешаците на регуларни наменски обележани пешачки премини, но и воопшто на регионалните и локалните патишта на кои не постојат, односно нема тротоари и обележани пешачки премини. Жителите на Тетово се согласни дека поради сообраќајниот метеж и постапките на возачите во градот не е безбедно за пешаци. За движење е тешко, многу гуџва. Не се поштуваат правилата многу. Ни со кола, со мотор, ни пешке. Нема никаков ред тука. Полицијата бележи сообраќајка ноќеска околу 2 часот и 30 минути во Гостивар на крстосницата помеѓу улиците Браќа Ѓиновски и Кеј Братство и Единство. При судир на патничко моторно возило Форд Ескорт со гостиварски регистарски ознаки управувано од 23 годишник и мотоцикл Daewoo Skygo без регистарски ознаки управуван од 16 годишник од Гостивар. Со тешки телесни повреди се здобила 14 годишна сопатничка на мотоциклот од Гостивар. Таа била пренесена во медицинскиот центар во Гостивар, од каде поради сериозноста на повредите е однесена во клиничкиот центар во Скопје. Градскиот парк во Гостивар во делот спроти судската зграда се разубави со декоративни оази, изградени во модерен стил со цвеќиња, дрвца и украсни камења. Оазите се донација од бизнисменот Јетмир Исеини. Бизнисменот со гостиварско потекло Јетмир Исеини, кој има своја фирма во Америка, донираше 2 декоративни оази за големиот градски парк во Гостивар. Изградени се во модерен стил, разубавени со разновидни цвеќиња, дрвца и украсни камења, а се наоѓаат во паркот во делот спроти судската зграда. Па, као прво го поздравувам градоначалникот и општината, дека овие идеи од Америка мислам дека као прв пат што сум го видел овој модел таму и многу ми привлекувал. И секогаш сум сакал, многу сум за 4 години работиме за ова, како да ја правиме производството овде во Гостивар, мислам, ние се наоѓаме во Равен. Многу е привлечно нешто и многу се декорира, затоа секогаш сум имал желба и сакав секогаш да правам нешто што можам, нешто убаво да изгледа за Гостивар и за сите граѓани на Гостивар. Нешто да биде малце поразличен, мислам, од другите градови. Јас сум многу захвален во моето име, во име на моите соработници, во име на администрацијата на општината и во име на сите граѓани во општината Гостивар. Убавите работи ги сакат сите и нашите граѓани и децата што ќе се растат, уште и тие, утре и тие ќе станат големи возрастни граѓани и стално ќе мислат за убави работи да прават во интерес на нашето општество, во нашиот град. Според планираното, слични декоративни оази наредниот период ќе бидат изградени и во друг дел на паркот, близу болницата, како и кај објектот на противпожарната единица. Паралелно, јавното предпријатие за зеленило на Гостивар работи на целосно уредување на градскиот парк, за што ќе бидат издвоени 1,5 милиони денари. Со видеопрезентација на орото Теаречка седморка и настап на пејачки групи од вчера започна одбележувањето на деновите на Кирил Пејчиновиќ. Организатор на манифестацијата е културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од ТРЦ. Започна одбележувањето на деновите во чест на македонскиот културен деец и преродбеник, родом од етовското село Теарце, Кирил Пејчиновиќ. Вчера во Духовно-културниот центар Кирил Пејчиновиќ во Лешок се одржа видеопрезентација на орото Теаречка седморка и настап на 3 пејачки групи на културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце.
публиката што беше присутна во културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок, мислам дека уживаше во дел на она што го прикажавме. Беше прикажана театрска седморка од времето кога ние го игравме, мислам на првиот состав. Беше даден историјат на друштвото кога е формирано, колку години постои и кажано е нешто за денешното културно-уметничко друштво, каде се представи настап пејачката група. Публиката имаше прилика да ги слушне женската пејачка група, возрастните, машката пејачка група и женската пејачка група помладите. Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ во рамките на манифестацијата Денови на Кирил Печиновиќ денеска одржа кратка презентација на едно оро кој потекнува од селото ТРЦ. Водно имаше литературно читање, исто така настапи и нашите пејачки групи од истоименото културно-уметничко друштво Кирил Печиновиќ од ТРЦ. Публиката беше воодушевена од настапот. Презентиравме нешто што не секојдневно може да се види. Значи тие снимки што денеска бе презентирани од страна на културно-уметничкото друштво не може да се најдат на никаде на друго место, ни на веб порталите по интернет, нигде во медиумите. Културно-уметничкото друштво настапи со 3 пејачки групи: Смоше Талем, Бела Рада, Врбица Врбозелена и Мерак имам за селско девојче. Во рамки на манифестацијата Денови на Кирил Печиновиќ, денес со почеток во 18 часот во спортската сала во основното училиште во ТРЦ, кое го носи името токму на овој преродбеник, се одржува концерт на традиционално пеење. На концертот покрај домаќинот и организатор Кут Кирил Печиновиќ од ТРЦ ќе настапат и Кут Врелац од Вранска бања, Кут Симонида од Ранилук и македонското здружение Кирил Печиновиќ од Белград. Во Центарот за култура во Гостивар вчера вечер беше промовирана монографијата Македонија мојот живот од гостиварскиот новинар и публицист Киро Кипровски. Книгата е посветена на животниот пат на Гојко Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМН и селеник, македонски активист во Берлин, Германија. Монографијата Македонија мојот живот од новинарот и публицист Киро Кипровски вчера вечер ја доживеа својата промоција во Гостивар. Книгата е посветена на животот и делото на Гојко Јаковлевски, еден од основачите на ВМРО ДПМН и селеник во Германија со потекло од Гостиварско Зубовце. Монографијата, која излезе од печат минатата година, има 550 страници, 200 фотографии во боја и 35 црно-бели фотографии и факсмили кои за прв пат се објавуваат во јавност. Во книгата се опишува животниот пат на Јаковлевски како значајна личност на македонската емиграција во Западна Европа од втората половина на минатиот век. Ова монографија може да се рече дека лесно може да се напише, ама и тешко. Лесно е ради тоа што јас како новинар и како долгогодишен пријател со Гојко Јаковлевски, со неговото потесно и пошироко семејство, имав на увид многу работи, психолошки ги познавав сите личности, а исто така и архивот кој ми го остави Гојко и неговото досие полициско кој што е водено неколку децении, кое тежи 1200 страници, со неколку пати читање и разговори, успеав да навлезам во сршта. 550 страници не се ни малку, не се ни многу, меѓутоа моите сознанија и она што исчепкав, тоа е една селекција. Ја можам уште 3 или 4 исто така големи томови да напишам за личноста на Гојко Јаковлевски, за неговата активност. За Јаковлевски највпечатлив дел од монографијата е описот на заминувањето од родното место, болката на неговата мајка поради разделбата од синот која вели ја памети целиот свој живот. Има моменти кои му се случуваат на човекот и му го минуваат начинот на живење. Така да јас 61 година давно за Германија и тамо живеам преку 50 години. Мислам, не очекував и немав намера, не мислев дека некој ќе пишува книга. Најмногу ме трогна моето одење како мало дете во виорот на Втората светска војна, 1942 година, дојде приходни Јордан и стрина ми Јордејца, која потекнува од пожараме, и му рекла на татко ми, вика, аде, ќе го земеме Гојко во Софија. Што ќе прави, вика,
Овде беше војната во Фламен 42 година и татко ми веднаш се согласил, меѓутоа мајка ми никој не ја прашала. Она млада невеста, она се криела во едно клетоле, кај што били кравите и тајно плачела. Промотор на монографијата Македонија мојот живот во Гостивар беше Ставре Джиков. Настанот беше збогатен со музички настап на пејачот Ванчо Тарабунов. Киро Кипровски, доајен на македонското новинарство, е автор на десетина книги и монографии посветени на повеќе села, духовни светилишта и личности од историско значење. Доставен првиот дел од донацијата на Житолукс за детското оделение при Тетовската клиничка болница. Донацијата се состои од душеци за кревети и медицинска опрема. Детскиот одел во клиничката болница во Тетово денес го доби првиот дел од донацијата од Житолукс. Новата опрема се состои од душеци за кревети и дел од медицинската опрема која што е неопходна за потребите на оделението. Донацијата е резултат на кампањата што ја иницира компанијата за подобрување на условите на детскиот оддел, односно со секој купен производ на Житолукс во Тетово се донира за реновирање на одделот во оваа клиничка болница. Пред околу еден месец Житолукс започна кампања во Тетово. Се работи за собирање на средства, целта на кампањата е да се собира средства за донација токму во оваа клиничка болница во Тетово или поконкретно за детскиот одел во оваа болница. Значи целта е да се подобрат условите за престој и секако работа на персоналот во детскиот одел. Особено не радува, морам да нагласам одзивот на граѓаните и поддршката на оваа акција. Ја охрабрувам да продолжат и понатаму. Се работи за механизам многу едноставен, значи со секој купен производ на Житолукс се одвојува дел од средствата за поддршка на оваа кампања, односно за донирање во овој одел. Целта, ќе повторам уште еднаш, ние да овозможиме едно катче каде што децата ќе бидат најдобро што може згрижени. Да, денеска сме тука да реализираме дел од донацијата, значи за околу 2 месеца ќе се донира и следниот дел од донацијата, односно ќе се комплетира целата донација. Денеска донираме душечиња, 35 душечиња за малите дечиња, 35 за мајките и некоја апаратура кој што медицинскиот персонал на болницата нагласи дека има потреба. Донацијата на Житолукс значи многу за оделението за детски болести. Ова донација е за поздравување. Го поздравувам целата екипа од Житолукс, го поздравувам управниот одбор, директорот и сите што преземале ваков корак за ова кампања да биде доделено на одделот педиатрија при клиничката болница Тетово. Еве денеска ни дојдоа еден број на душеки за креветите од мајките и за децата, термометри, инхалатори, па понатамо че се трудат уште повеќе во зависност од граѓаните колку че купуваат од овие и ги советувам да купуваат од овие производи за да може да се зголеми донацијата. Но однапред ви благодарам и ги поздравувам сите. Успех понатаму. Од детското оделение при Тетовската клиничка болница им се благодарни на компанијата Житолукс за хуманитарната акција, но и апелираат до сите граѓани преку купување на нивните производи да направат хумано дело и да донираат за овозможување на подобри здравствени услуги за сите деца кои се згрижуваат на одделот. Нас ќе ни го лесни многу работењето, меѓутоа не останаја само во желбата за да ни помогнат. Еве ние ги гледавме и резултатите конкретни што беа упатени до кај нас и еве ги сега овде. Ние им се заблагодаруваме многу и веруваме дека и следниот пат и сите други граѓани, не само во Тетово, туку и низ цела Македонија, ќе прават вакви добри дела и ќе помогнат секому низ цела Македонија. Што е она што ви е неопходно за војднина? Секогаш постојат работи што ни се неопходни. Меѓутоа, полеснителните околности, еве, например, денеска како што ни донира душеци за деца, за мајки што престојуваат туека, исто така ни донираат инхалатори, апарат за мерење на притисок, како и најсовремени термометри за мерење на температури. Ние им заблагодаруваме многу
и посакуваме секогаш да имаат ваква успешна кампања и да бидеме и ние дел од таа кампања. Хуманитарната акција на Житолукс ќе продолжи во следните месеци. Со спроведување на вакви акции, Житолукс се залага за подобрување на условите во различни општествени сегменти, каде корпоративната општествена одговорност е потребна и клучна за менување на состојбите. Децата од градинките Младост во Тетово ги посети така наречениот зелен караван. Преку интерактивни креативни програми, најмладите се учат како да стекнат навики да јадат здрава храна и да се грижат за сопственото здравје. Караванот е поддржан од компанијата Зегин. Нашата градинка е денеска домаќин на проектот Зелен караван, каде што децата беа присутни тука и слушаја како треба да се храна, што значи здрава храна. Значи, овие наши гости го надополнија знаењето за здравата храна, која тука во нашите градинки секојдневно се употребува и се учи. Во градинките уште од, да речеме, од 2 годишна возраст веќе си учат песнички, се подготвуваат за здрава храна во животот, за здравјето на децата, што уште еднаш докажуваме дека се интересираме како градинка за здрави деца. Целокупното наше живење треба да биде здраво. Меѓутоа, ако веќе велиме дека има здрава храна, тогаш значи дека има и нездрава храна, така да во суштина многу ни е битно здравјето не само кај дечињата, него воопшто кај возрастните и кај целата популација. Значи, ова е еден проект кој што е многу интересен и кој што се води низ повеќе градови во Македонија. Инаку е спонзорирано од Zegin Healthy Food, Механџиски господинот и маркетинг агенцијата Marketing Mix. Така да учествуваме во 22 градинки низ повеќе градови ни државата и еве денеска сме гости во Тетово. Благодарност до директорката и до луѓето кои што не примија овде. Се надевам дека ова е една благодарна работа која што практично значи многу за децата. Затоа што секого можете да научите здраво да се храни, меѓутоа тоа треба да биде од мали нозе. Колку подоцна, толку е потешко навиките да се стекнуваат. Ова го правиме се со цел да се спречат голем број на заболувања. За жал, сведоци сме веќе дека дури и кај најмалата популација постои диабет, постојат хронични заболувања, постојат дебелината како голем проблем во последно време, така да учењето на најмалите што е тоа здрава храна и како треба да се хранат и како треба да ни стане приоритет. Кумовите на прославата на Свети Атанаси Летен во Тетовско Фалише ги покануваат сите верници да дојдат на одбележувањето на празникот во недела на 15 мај. По празничната богослужба во црквата Свети Атанаси ќе следува режење на славските колачи, а за сите присутни верници ќе биде приредена братско-сестринска трпеза на љубовта со почеток во 11 часот. Неколку илјади луѓе се собраа денеска на протестите во Бања Лука. Протестот да ја ослободиме Српска во организација на опозицијските партии се одржува во паркот Младен Стојановиќ, на нешто повеќе од 1 километар во центарот на градот на плоштадот Крајна. Во исто време се одржува митинг со Срце за Српска, Стоп за предавството, како одговор на владеачката коалиција. На протестите на опозицијата има големо присуство на полиција, поставени се и барикади, истакнати се и транспаренти на кои пишува долу предавници "Ние сме гладни". Со години во градот Врбас не се видени толкави мерки на безбедност. Хезболах го осуди убиството на еден од неговите главни команданти на джихадистите во Сирија. Либанската шиитска милитантска група ја објави смртта на Мустафа Бадредин во близина на аеродромот во Дамаск, Сирија. Во денешното соопштение на групата се вели дека нејзината истрага довела до заклучок оти Бадредин бил убиен вчера во артилериски напад извршен од Такфири група, израз кој тие го користат за тврдокорните сунитски екстремистички групи како Исламска држава и Ал-Каеда. Венецуелскиот председател Николас Мадуро од петокот ги продолжи вонредните мерки за уште 60 дена во оваа јужноамериканска економски падната земја богата со нафта, која се соочува со незапамтен недостиг од електрична енергија. Од средината на јануари годинава на сила се ограничувањата и за продажба на храна и продукти за лични потреби, особено за лична хигиена, кои во Венецуела секогаш биле дефицитарни. Владата сака да избегне парламентот во кој опозицијата го има мнозинството да преземе мерки и да ги намали социјалните давачки поради остриот пат на приходите од извозот на нафта.
Најголемата депонија за гуми во Европа, која се наоѓа во близина на Мадрид, гори и густиот токсичен чад се заканува да го загрози здравјето на жителите во близина, соопштиле властите. Владата на регионот Кастилја-Ла Манча соопштила дека активирала план за итна акција, бидејќи се верува дека пожарот би можел да потрае со денови, со оглед на тоа дека депонијата се простира на 10 хектари. Властите ги замолиле мештаните да ги затворат вратите и прозорите и да останат во своите домови поради облакот од чад, но евакуација не е предвидена. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност, попладне наместа нестабилно со врнежи од дожд, дуваш умерен до засилен западен и југозападен ветер. Утринските температури се движа од 6 до 12 степени, а дневните од 20 до 26 степени. УВ индексот изнесуваше 7. Утре не очекува претежно сончево и ветровито време, попладне наместа нестабилно со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 5 до 10 степени, а дневните од 18 до 26 степени. УВ индексот ќе изнесува 6. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!